Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио, во уште една дебата на телевизија Нова, повторно тема кој и зошто следел и прислушувал во Република Македонија, како во претходниот систем, така и во периодот по осамостојувањето на Република Македонија од 90-та, 91-та до денеска. Последен повод, изданието на едицијата Црните страници на УДБА од Државниот архив, 9 тома, во кои што може да се најдат многу досиеа на следени и прислушувани истакнати личности и функционери во Република Македонија. Вечерва мои ваши вечерашни гости Есат Рахич, поранешен пратеник и председател на комисијата која што е надлежна за надзор на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. Добро вечер и добре дојдовте. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин. Добро вечер до вас и до вашите гледачи. И Предраг Димитровски, долгогодишен новинар и портпарол на комисијата за лустрација. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Првото генерално прашање за двајцата, дали сте запознаени со она идеја која што ја промовираше Државниот архив, односно со едицијата од 8-9 тома за Црните страници на УДБА, за во кој што се вметнати досија од следени државни поранешни функционери во Република Македонија. Дали ја поддржувате како идеја и дали сметате дека ево насока на она да ни даде одговор кој и зашто прислушувал и следел во Република Македонија, како во претходниот систем? Димитровски, вие сте портпароли во Комисијата за лустрација која имаше за задача да работи на тие досија и тие случувања односно во претходниот систем, но дали можеме да добиеме одговор и на тоа кој зошто следи во Република Македонија од 90-та до денеска? Било кој, ајде од Димитровски ќе почнеме. Добро, очигледно дека едицијата на Државниот архив на Република Македонија предизвика големо внимание во јавноста и самиот факт што веќе станува тема за дебати го потврдува тоа. Да, упатен сум во едицијата, од тоа што гледам по медиуми и следам и мислам дека е чин на место. Може со известна забелешка што може би сето ова требаше да се случи уште на почетокот на 90-тите години, кога фактички беше неопходен и процесот на лустрација и отварањето на овие црни страници на поранешната тајна полиција УДБА. Инаку, кој и зошто следи, тоа е веќе политичко прашање, кое очигледно се со дневно политичка порака. Ако се гледаат документите, не само во оваа едиција, туку документите во архивот, врз основа на кои работеше и работи за лустрација, ќе се видат многу работи, од црните петна во историјата до злоупотребата на тајната полиција, би рекол, како држава во држава и во времето на плурализмот и во времето на демократијата. Господин Рахич, вие бевте како пратеник еден од првите подписници на законот за лустрација. Кога ќе го видиме ова што го промовира и Државниот архив, збориме за оние следење и прислушување до 2000-та. Најпрво, зошто до 2000-та, зарем не до сега, до денеска, до скоро, и дали мислите дека ова може да отвори нови страници, да нешто ново да дознаеме околу тоа кој и зошто следи и прислушува? Освен лустрацијата. Зашто до 2000-та веројатно се смени овие со слушалките од 2000-та најаму. Видете, во принцип, го делам слично мислењето како и Предраг, дека одредени работи треба да се отворат на почетокот. И затоа кај мене немаше дилема никакој која беше иницијативата во тоа време. Мислам дека кој иницијатори, меѓутоа во парламентот беше господинот Андов и шефот на тогашниот кабинет кој што работеше во учеството господинот Маџарски во изработката на текстот на законот, и кај мене немаше дилема и сметам дека тоа требаше да се отвори да се затвори час поскоро. Затоа што по мене начинот и дилемата кога потпишав заради начинот на кој што оваа лустрација се прави. Секогаш ќе имате незадоволни, меѓутоа самата лустрација и отварањето на тоа црно петно што ви кажувате за работата на тајните служби во периодот од 45 до сега
ќе предизвикаа многу контроверзии. Сега едно прашање се поставува зашто токму сега се отвора таа приказка. Господинот кој што беше најавен дека ќе биде гостин, па ради лични причини не е овакво, не присуствува или не знам кој требаше се да биде. И јас имав прилика, иначе не бев запознат за едицијата, на вашето прашање малце пролистав да видам. Апсолутно се сложам дека многу интересни работи ќе се видат, меѓутоа прашање е колку од тоа што е како материјал во Државниот архив е 100% оригинално, дали нешто недостасува, дали тоа што го има таму на одреден начин може да биде злоупотребено во пресметка со политички неистомисленици и слично. Например, јас се сеќавам на една, ако се сеќавате на првите афери со големото слушање, беше акцијата на службата Дубло. Дали знаете кој е потписник на таа акција? Пошто мора да има пара, нели, одговорно лице. Дали знаете кој е министер во тоа време во првата влада независна на Република Македонија? Така да со тек на време мислам дека одредени работи ќе се отвораат, меѓутоа имам страв дека ова сега се отвора токму да се дефокусира од она што сега се случи, затоа што ние имавме стравишно мега скандал со слушањето што се отвори пред година и пол, и заради чии последици ние имаме сериозна политичка криза која трае и ќе трае уште долго. И затоа сметам дека треба час поскоро да има разрешница, затоа сметам дека и процесот на лустрација треба да се затвори. Тие што се огрешили ќе треба да одговарат, во конкретниот случај одговараат повеќе морално, нели, така беше и законот с кој го правевме, кога јас се сеќавам, беше да биде малце по-софт, помека варијанта, за да некои работи се отворат, за да ние можеме едноставно да продолжиме понатаму и да покажеме на демократскиот свет дека имаме капацитет да бидеме дел од тој свет. Така јас размислувам за конкретна работа. Господин Димитровски, сметате ли дека лустрацијата даде одговор на сите прашања кои што требаше да ги даде? Дали си ја заврши, условно кажано, работата? Дали сите работи кои што треба да излезат на површина излегоа? Па сега вака, да правиме разлика меѓу процесот на лустрација и прислушкување. И едицијава што ја објавува Државниот архив на Република Македонија. И временски и како процес. И временски и како настани и како процеси. Јас ќе кажам дека проблемот со лустрацијата произлезе во моментот кога фактички почна отварањето на досијата. Значи, се до моментот додека важеше првичниот закон, кој имаше фалинки, а имаше и доста добри работи, тука се сложувам, имаше недостатоци кои го оневозможуваа во пракса самиот процес на лустрација. И целата лавина против лустрацијата почна со отварањето на досијата, односно со вториот закон за лустрација. Да не заборавиме дека до 2010 година, 2012 година, фактички членовите на Комисијата за лустрација беа обвинувани зашто воопшто земаат пари. Затоа што по одлуките на Уставниот суд само едно лице беше лустрирано од донесувањето на законот до 2012 година. Ама буквално само едно лице. Веќе кога се отворија досијата, тогаш почна лавината против самиот процес дискредитација на процесот, дискредитација на членовите на комисијата и така натаму, иако кога ќе се погледне големата слика, тоа што е содржано во досијата посебно од 90-та година наваму, до 2006 до донесувањето на Законот за пристап до информации, е буквално идентично со тоа што сега го имаме како процес на прислушкување во аферата Поч. И тие структури, апсолутно, се истите структури. Да не се лажеме и да не се еме магла. Ако сакаме да расчистуваме и да правиме демократски исчекори напред. А ако сакаме да се замајуваме и да живееме постојано во стравување на која влада легитимно избрана на легални легитимни избори ќе се случи пуч од структури кои се водат како држава во држава, тогаш можеме да продолжиме да глумиме лудило и понатаму. Во кој дел може да збориме за компарација во однос на дело како што е пуч и во однос на она што го работи СЈО денеска, да речеме?
Значи, ајде ќе оставиме темата на СЈО за ако може само една мала дилема, затоа што Предраг рече, господин Предраг рече до 2006 и дека истите структури, значи ли тоа дека од 2006 до сега истите структури слушале? Не, се извинувам, само себе си поставам прашање, не вам. Значи ние имаме неколку прашања на кои што ние не одговоривме, на кои што СЈО треба да одговори, доколку му се допушти. Значи кој слушал во Македонија? Значи апсолутно се сложуваме дека во одреден временски период одредени структури сакајќи да ја заштитат државата по одредени сознанија, прислушкували и работели на одредени поединци за кои што сметале дека го загрозуваат интегритетот на државата. Ја немам дилема дека дел од тие луѓе тоа го работеле честно. И било кажано дека Предраг или Есва или Десет биле државни пријатели, тие го слушале, го правеле, биле времињата, сме немале интернет, сме немале фејсбук, сме немале овие социјални мрежи каде што некои податоци сме можеле да ги провериме. Оно што мене, например, во конкретниот случај на илустрацијата, за мене лично, кој што малце ми смета, што беа илустрирани началници на службата, кои што само се вршеле својата работа. Значи ли тоа дека со промена на власта ќе има нов процес на илустрација, дека и раководството на службата што 2006 до 2010 го слушало Предраг, Есат и Градимир, ќе биде илустрирано. И затоа јас сметав дека таа илустрација треба да се сработи час поскоро, да се најде дел од тие луѓе што навистина заради лична корист. Значи јас ги тргам оние извршителите, односно не наредбодатели. Тие едноставно имале закон врз кој што работеле, закон за заштита на државата од субверзивни елементи и слично, и од оние што дури и таму имаше и читави овој дел што за архивот одредена структура на луѓе што биле принудени ради уцена, ради претња по живот и слично. Од оние, значи дистинција направи, од оние што тоа го правеле буквално за лична корист, за напредување во власт. Значи јас сметам дека тоа требаше да се заврши час поскоро. Се вратиме на второто прашање. Денес имаше во еден од порталите господин Лабан, тој што е на сојуз на обвинители од Вашингтон, вика тоа е интересна една сцена, вика една интересна работа во Република Македонија што се случи, тие самите што се случиле на самите се сутре и што се случи. СЈО мора да профункционира. СЈО мора да заврши својата работа, за да ние како граѓани имаме сигурност. Секако, и правна, и физичка, и морална, и економска, и секако. Обемот на прислушкувани разговори е енормен. Од прашањето, јас ќе прашам и вас, и вас, и тебе Предраг, кој слушал? Имаме ли ни уште сознание кој слушал? Или испадна дека се странски служби? Па ако се странски служби, тоа е нели основната поента на постоењето на СЈО, да ни одговори на тоа прашање? Сега ќе вратам уште еден случај кој што нашето правосудство го тера. Нели имаше една афера шпион каде што дел од луѓето кои што и јас и вие и ние ги познаваме беа осудени за оддавање тајни на одредена држава. Дури се спомне на држава. Слободно кажам, ја спомна Унгарија. Ако тие работеле во интерес на Унгарија, иако не знам што Унгарија би имала интерес тука во Република, ја не видов дека нашата влада, дека нашето министерство, дека нашиот председател упатија демарши дека го протера унгарскиот амбасадор. Значи јас, верувам и Предраг, а верувам и вие, су присталица да се што е проблем, се што е прекршување на одредени човекови права, да се санкционира и да се реши час поскоро за сигурноста на сите нас, затоа што не живееме само ние тука, живеат 2 милиона луѓе, па живеат и луѓе што ни се блиски, се дел од наша фамилија и слично. Јас сум оптимиста дека и покрај сопките што СЈО го дожива, иако сметам дека пребрзо на начин, баш тука во ваша студија бев на една емисија, кога Тодор Петров рече дека ќе оценува Уставниот суд законитоста на СЈО. Да не забораваме дека четворицата лидери на политички партии со нивен потпис, преку нивните партии, го денеса тој закон во собрание. Тогаш јас се сеќавам, добро реков дека зашто тогаш кривично да не ги гониме тие што го прекршили тоа. Тоа е веќе направено. Сметам дека ние како граѓани, институциите треба да му дадат подршка на специјално тамно огнидество да се расчисти кој слушал. Зашто да кажеме на работа. Јас го имам ставот и мнението дека слушаат истите луѓе што слушале во претходниот период. Ако слушаат истите луѓе што слушале до 2006 или пред тоа, зошто оваа власт, која што е 10 години власт, зошто нивниот директор, кој што е 10 години директор на таа служба, тоа не го отвил, не го санкционира. Дали имал време или немал капацитет, или си терал бизнис и е користел службата за некои своји лични лукративни причини. Ако слушала служба, која служба слушала? Се знае која служба има капацитет да слуша толку. Ако слушала таа служба, не знам тога што бара господинот Груевски во приватна посета, да дека истите тие што го слушале, пошто такви се инсинуациите и кажа што бара у таа иста држава да бара сега подршка за неговите работи. Така да мислам дека час поскоро што се расчисти оваа приказка за сите нас во Република Македонија ќе биде подобро. Само една мала дигресија ќе направам, ако ми дозволите.
кога велите началници кои си ја вршеле својата работа, што биле илустрирани. Јас тврдам дека илустрирани биле началници кои својата работа ја злоупотребувале за идеолошко-политички цели, што е суштината на илустрацијата. А за За кој идеолошко? Објасните ми за кој идеолошко. Не, објасните само за кој. Идеолошко-политички цели, злоупотреба на тајната полиција за идеолошко-политички цели. Во кој систем? До 90-та и правам разлика од 91 до 2006. Зборувам за тоа што има документи, односно до 2001. Од 2001 навамо, кога се веќе предадени досијата во Државниот архив, е сосема друга работа. Тука комисијата немаше надлежност, ниту имаше увид во документи воз основа на кои ќе може да работи. Сега, значи, нема таков илустриран началник кој си ја вршил само службата често. Само дозволете. Значи, тој бил началник во институт, орган на државата, која што била форматирана според тој идеолошки начала. Значи, он ги бранил тие, он ја бранил државата. Јас се слагам со вас. Мислам, меѓутоа тој е работа што му било опис и попис на работа. Тој не злоупотребал, него му кажале дека одредена структура работи за интересите на бугарската служба, српската, германската. Нема такво нешто. Значи, нема такво нешто за разузнавање, контраразузнавање, сосема друга работа. Илустрирани се началници кои предлагале, оперативци началници кои предлагале и прифаќале мерки за следење на комуникација и следење на Кој е следен во Дуло? Знам кој е следен. Кој е потписник? Кој е ставил подпис? Знам кој е потписник. И се народен херој е тој човек. Тој не е илустриран. Тој не е фатен со илустрацијата, така? Ако вие правите народен херој, јас ќе кажам дека да, може да се прогласи за народен херој. Добро. Затоа што некој друг ги носеше младите војници од Се слагам. Значи, има кантар, така? Некој друг, токму тој што велите народен херој, ја презема архивата за да не се регрутираат млади македонци и да учествуваат на боиштата низ Југославија. Ама и дел од тие началници учествува во тоа, така? Да, меѓутоа, тие началници кои што имале други работи и преземале чекори и мерки со кои се кршени човекови права и слободи од идеолошко-политички причини и создавале нови внатрешни државни непријатели за тие. Јас се сложам со вас, ама објасните му вие на човек кој што е форматиран, школан во духот на тоа општество, дека тој врши тоа што ви го кажете. Немаме разлика тука. Човекот учел средно политичко, завршил академија, школоване и он сега има сознание дека таму и таму се прави контра државата и тој ги следи едноставно. Што е неговата вина? Се сложам со вас. Значи, каде е вината? Зошто на време тајната полиција, односно службата за државна безбедност или старо УДБА или старо ОЗНА не преземала мерки за реформи со преминот од еден систем во друг, туку продолжила со истите методи и средства и начин на работа и во периодот по 1991 година, односно по донесувањето на Уставот од 17 ноември 1991 година. И дел од тие што биле репресирани, 1998 година кога доаѓаат на власт, го продолжуваат истиот начин на работење. Еве, јас сум слушан од еден од тие тогашни началници, голем опозиционен политичар, и тоа сум, ми го донесува записникот, пратен сум за исламски фундаментализам. Ма тоа ќе видите линија на работа Зашто не се трансферирале, еве, во 1998 до 2002 година? Зошто? Зошто и тогашната директорка, после министерка, ја продолжи истата пракса, додека не беше фатена? Значи, јас кажувам тоа што го имам видено врз основа на документи. Токму тој период кој го споменувате, 1998 до 2001-2002, го споменува и Државниот архив во овие едиции, го споменуваат и Павле Трајанов, кој што се најде погоден или од прозивките дека и во негово време се следело, па он излезе со изјава дека веднаш кога дошол во министерството дал наредба тие следење да прекинат. Имаме ли нешто опипливо, може да кажеме, од тој до тој период најмногу се слушаше, најмногу се, или безбедносниот систем беше урнисан? Значи да расчистиме. Значи истиот тој Павле Трајанов што ги слушал од 2000 до 2002 година, до 98 до 2001. Добро, 98-99 беше министр. Добро, после доста. Исто тој Павле Трајанов дека он има сознание, или дошла доста и се видела дека Павле ги слуша, он има сознание. Зошто 2006 година исто тој Павле Трајанов е со ниво коалиција? Мене обрстете ми логиката. Зошто 9 години е со ниво коалиција? Зошто во овие 9 години тој е член на таа комисија за контрол на службите, комисија за безбедност и одбрана, каде што исто се слуша? Значи, знаете што е проблемот? Значи, имате
две различни нивоа на функционирање во Министерството за внатрешни работи. Имате цивилна полиција, безбедносен сектор кој со сосема поинаку размислува, имате служба која што во принцип, значи колку god да и се замера, таа служба е кој каде на браникот, отажбина на браникот на правење и на штитење на државата или на револуцијата. Значи јас ви гарантирам дека во 91 дел тие началници и шефови на службата, заедно со тој тогашен министер кој што подпишал, заедно го правеле, ги зимале досиеата, ги враќале нашите војници од боjišta на Југославија, имале завршена работа. Зошто тоа не е направено, веројатно ќе треба да ги прашаме нив. За ваша информација, значи сите политички партии 89 и 90 во едноумието што се правени, националните, се правени од националните тајни служби. Тоа ви го гарантирам со глава и затоа ќе најдете и во архивот, само ако сакате да прочепкате. Во најголем дел од нив сегашните функционери, посебно во тоа време, и сегашни некои демократи, се соработници на службата и они сакаат да се прикажат како жртви на службата. И најверојатно дел од тие архиви ги нема, скинати се листовите и слично. Ќе ви кажам еден конкретен пример. Сега во Германија имаше една голема, ако се сеќавате, афера со предавањето на Перковиќ и на Мусташ, нели двајцата. Дали знаете кој го пушти Фрањо Туџман во емиграцијата во Канада, му даде пасош и го прати на место да ја направат ХДЗ. Значи тоа е начин која се осети. Значи тоа се сепак луѓе кои што ја сакале државата и размислувале. Што после застранили или не застранили, не знам. Тие истите луѓе ги правеа структурите на новите партии и се подготвува затоа што тогаш имате на пресметка помеѓу националните служби и тогашната југословенска малци која што беше помогна. И се имаше резервна варијанта. Дали се причините зашто голем дел од актуелнова владеачка партија, тогашни членови, високи функционери биле следени од тогашните служби? Дел биле следени, ама дел биле и соработници на истата служба. Така да мене ми е жал што дел од тие луѓе не се тука да им покажеме некои податоци од архивите. Веројатно пред да ги знае подобро. Значи, која е поентата на оваа работа? Значи, вие во еден одреден временски период сте морале да имате подготвена структура за нешто што ќе се слуша. Луѓето биле напред. Истиот тој Павле Тренов, 95 година, по атентатот на господинот Киро Лигоров, раководството на ВМРО се крие кај него. Значи, јас сакам само да отвориме ова што ти го кажеш на искрена, чиста постапка, за тоа се затвори, се заврши, затоа што сметам дека треба да биде до помирување на граѓаните во Република Македонија. Службите, дали и како ќе се реформира, тоа е прашање на политичка волја. И затоа ние може да ламентираме. Како се контролираат службите, затоа може да ламентираме. Моje лично мислење е дека приказката сега, со отварање на оваа едиција, е само обид за замачкување очи од реалните проблеми. Може ли да ја прашам само искрено вака? Кој слушаше во периодов овие 10 години? Врз основа на документи да правиме муабет. Значи, јас разговарам врз основа на документи. Добро. И затоа апсолутно се сложувам дека прва и приоритетна задача на специјалното јавно обвинителство треба да биде тоа да утврди кој, кога и зошто прислушкува. Добро. Значи, надвор од дневно политички цели и потреби. Како граѓани немате своje мислење? Апсолутно имам свое мислење. Како граѓани на пресек, кој слушал во Македонија? Како граѓанин, реков и преска, истите структури што прислушкувале и од 90-та. Значи не се странските служби. Не знам. Значи тоа ќе се има специјална јавнодел, ќе се доврши. Нека си каже. Зошто се сменети Јанкуловска и Мијалков? Само малку. Навлегуваме, мислам, во дневно-политички цели, дневно-политички работиме за прашања. службата. Јас сум слушал. Не знам за вас дали вие сте слушали. До сега не сум се прочитал. Ја и се прочитав. Мојот разговор со Никола Младенов, еден од разговорите. Не сум се прочитал, може ме снимале, може не ме снимале, не знам. Не знам. Меѓутоа знам дека во досијата од 91 наваму има прислушкувани разговори и следење. Значи, кршење на човекови права и слободи од чисто идеолошко-политички причини, што во крајна линија, надоврзувајќи се на ова што го велите последните настани во Хрватска и одлуката на Минхенскиот суд за осуда на тие двајца поранешни удбаши на доживотен затвор, само потврдуваат дека политичкиот терор и рестриктивниот систем, репресирачкиот систем
не го сменил начинот на работа. Мислите дека тоа е само во Зошто? Македонија? Не знам, не навлегувам, јас зборувам за Македонија. Од она што ги имате Значи, како факт. Да, од тоа што го имам читано, а имам богами бајаги прочитано од досијата. Од тие 15.500 досија што се предадени во Државниот архив, што го доведува и главното прашање, дали појавата на политичките партии во Македонија и плурализмот е третирано како чисто политичко прашање или безбедносно прашање. Може ли легално формирана политичка партија да биде третирана како безбедносно прашање и непријател на државата? На која држава? Е се вака. Може да ламентираме за тоа. Дали во службата имате 100 вработени? Пример, во една служба, 50, 20, 30. Една група на луѓе ја сакаат независна Македонија и работат од срце. Имате друга група која што мисли поинаку. И вие секогаш во службите имате судери, дури во германска, дури и во другите појаките служби, секогаш имате, пример, една служба која што е повеќе, да кажем, пронационална и една која што е проатлантска или да не кажем малце поширок. Значи, ја пас ви реков, тој што треба да биде државен орган, тој што потпишал, веројатно потпишал со причина. Потпишал да се следат токму тие луѓе кои што после кажуваат дека биле жртви на режимот. Дали биле сите жртви? Дел од нив биле соработници, време ќе открие. Јас сум во принцип. Значи јас живеам сега и утре. Тоа што останало позади мене треба да го има како искуство да не се повтори. Значи јас кога бев председател на таа комисија и бев член на таа комисија, ние имавме механизми со кои што може да се провери како работа службите. Дури во деловникот пише дека почитување ги утврдува дали се почитуваат правата и слободите утврдени со уставот и со законите. И дали имате пречекорување на законите. Знаете, моделот на контрол на службите се јава негде 70-те години после слушањето нели аферата Ранкович. Не, подоцна. Ке нас за американците зборам. Ние тогаш Ранкович беше, меѓутоа посериозна беше аферата Watergate. Значи тогаш во америчкиот сенат, меѓутоа не прво се створи мислам дека во Канада и во Австралија па и европските земји. Значи ви имате модуси како може да ги контролирате службите. Значи имате од една страна служба чии што алатки работење барат тајновитост, меѓутоа имате јавност и како новинар и како каде што барате тие алатки да бидат контролирани за да тоа не премине во ваше и моје малтретирање. Апсолутно. Има ли разлика во методите на действување од период што го фаќаш илустрацијата и овие нови? Само на ова се треба да се надоврзи технологијата. Апсолутно. Развојната технологија. Знаете што сега и технологија, но и начин на делување на следење. Кој беше на пресот? Вие директорот на архивот, така? Значи, ако директорот на архивот бил, ја колку се сеќам тогаш тој беше и пратеник. Беше 2 години пред да замени консул. Да. Значи, треба него да го прашате дали тогаш и како имало контрола на службите. Значи, јас може да зборам во времето кога јас. Значи, има два периода, 2002-2006, кога бевме на власт, и 2006-2008, кога бев прво како ЕЗДС, па независен пратеник, бев председател на таа комисија. Значи, во периодот од 2002-2006 имавме некаде 3-40 комисиски средби каде што разговаравме се, дури и на наше барање ни беше допуштено да влеземе во 2-3 организацијски единици да видиме како работи, како функционира. Да бидам искрен. Тогаш беше председател на почетокот Љубе Бошковски, па он се повлече ни ради. Па беше Евтим Манев кој што во тоа време застана на страната, да кажеме, на тоа крило на Ѓоргиевски, а друга страна и не може да најдат и Евтим Манев ја водеше комисијата, иако не му дава мандат. Меѓутоа, да речеме, имаме коректни средби. Ја не можам да тврдам и не сегам да тврдам дека во тоа време не сме биле слушани. Сигурно и тогаш се слуша. Оно што е проблемот, од доаѓањето на оваа власт, значи од 2006 до 2008, ја неколку пати со писмено барање, што е преседан. Значи, председателот на комисија во сите системи може без најава да иде да бара да се отвори слушањето. Колку кај нас беше возможено? Не беше воопште. Значи, јас 2 пати имав барање до господинот Мјалков тогаш. Не му достои со одговор. Првиот пат беше после месец дена отвори дека има нека меѓународна комисија, меѓународна конференција за службите. Океј. Дури јас искрено да видам и инсистирањето да се појави тој на знаете, имате годишна обврска во сите, а негде 6. Потсетете ме кога директор на УБК дошол во собрание на комисија. Доаѓаше Силјан пред да стане министар. Министар. И не се сеќам, не дали беше Верушевски. Меѓутоа знам дека од Верушевски кога побарахме,
со писмо не удостои, два пати отидовме, бевме во Куманово и бевме во Тетово. И не знам дали, знаете, малце поодамна и некои работи не ми се баш најјасни. Значи, ние баравме да утврдиме, јас лично барав да покажеме дека во Македонија нели тогаш бевме она близу НАТО, имаше на јадранска група. И знаете, вие сте цело време под мониторинг. Вас се оценуваат како и функционира институцијата. Јас сега тогаш бевте доаѓавте често и јас чисто како председател на комисија не затоа што сакам, знаете, да видам што се прави во тој сегмент. Значи во норвешкиот парламент е на интересна ситуација. Тие се вон парламентарно тело од 7 члена кои што ги на предлог на овој президиумот кралот ги наименува, добиваат безбедносен сертификат, она all inclusive буквално да се, имаат увид во се. Освен во делот и во операциите, меѓутоа во делот на кршењето на човековите права. Значи, ја никад не сум помислил да побарам тоа што го прави тајната полиција, штитејќи, само да завршам, а верувам и вие, било кој. Значи, целата работа беше ние да утврдиме дали во делот на работењето на службите се кршат основните човекови права кои што се гарантирани според член 25 од Уставот, според законите нели граѓански и подзаконски акти. Не ни беше овозможено. Зошто е тоа направено? Веројатно времето покаже што се служеше. Сега затоа сметам дека час поскоро треба да дојде до одговор зошто се слуша. Втора работа која што е многу битна, да не должам да ви оставам простор. Значи 2007 година декември кога се носеше буџетот за 2008 во Комисијата за безбедност и одбрана беше тогашната министерка Јанкуловска и тогаш имаше пренасочување на пари, некои 12 милиона евра, мислам, и беше ставено во ставките и останали работи. Со тие, после имаше и ребаланс на буџетот за јуни, со тие пари купувано опрема за слушање. Не може да ме убедите дека 20 и кусур милиона евра се потрошени за набавка на современи средства за следење на комуникациите, само затоа што нашите сојузници тоа од нас го барали и апропо се сложам, ние сме дел од еден посериозен и поширок безбедносен систем. Меѓутоа тоа е набувано со цел. А после, ако сега да отекаме, ќе разговараме и за други методи како се слуша. Значи, јас апсолутно немам против во следење чекоро технолошки набавка на опрема и такви работи, меѓутоа сето тоа мора да биде под цивилна контрола. Апсолутно. Па ние тоа сме барали. А инаку набавка на опрема како набавка на опрема, дај Боже да ја има, да има пари секогаш за тоа, за да биде заради наша сигурност, заради наша безбедност и сигурност. Сега апропо ова, кога ќе дојдете до сознание дека двајца безбедњаци ќе им се дешифрира нивната меѓусебна скајп комуникација и ќе вика тешко со нас, ама уште потешко без нас не чека граѓанска војна. Како ќе се чувствуваме како граѓани, кажете? Јас лошо. Лошо, огамно. Има некој што ќе се чувствува добро? А тие се наши безбедњаци? Па наши. Дел од системот. Тоа веќе тие што треба да направат цивилната контрола, нека утврдат дали се. Не цивилната, не, колега. Пред цивилната контрола. Значи ви имате неколку нивоа на контрола. Вред. Сега има една внатрешна контрола која што ја прават во рамките на министерството и во рамките на самата служба. Со што се занимаваат директорот на службата и останатите околу него кои дозволуваат да вакви двајца оперативци бидат внатре. Се вие тоа објаснете. Значи тие сега дали едниот е надвор или едниот внатре или двајцата се внатре или двајцата се надвор. И добро, и тие тоа го знаат, така? И зашто се оставени? Не знам. Не знам, некој утврди специјалното јавно обвинителство. Благодарам за овој дел од дебатата. Одиме со првиот блок реклами и се враќаме брзо. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова со моите и ваши гости Димитровски и Рахич. Димитровски, пред рекламите го начнавме од оној дел околу дали има, дали нема заштита, кои биле во оваа скајп комуникација што ја споменавте, дали имаат заштита од некој, како делуваат во она дело за кое што работи и специјалното јавно обвинителство. Ве прашав пред рекламите дали има разлика во методот, во начинот на делување во периодот во претходниот систем и овој. Не само технолошки, туку и во начин на делување. Значи, за да одговорам на ова прашање, ќе ми дозволите прво да се оградам. И јас како член на Комисијата за илустрација можам да разговарам во основа на тоа што имам видено како документација. Да. А за тоа од 2000 пошто бидејќи досијата се до 2000 година предадени, 2001 беа отворени, 2001 беа предадени на Државниот архив.
од 2001 наваму веќе сосема друга работа, со тоа комисијата за илустрација немаше документи, немаше никаков увид во нив и не можем ништо да говорам за тоа. И тоа јас би сакал друго да потенцирам. Кога станува збор за илустрацијата, Македонија може да се прогласи апсолутно како земја на парадокси. Зошто го велам ова? Проблемот со илустрацијата и начинот на комуникација, начинот на работа на тајната полиција, ако ги гледате досијата од 1991 до 2000 година и линиите на работа, врз основа на кои се водени членови и политички неистомисленици. Политички неистомисленици, нема да навлегувам дали биле припадници на ВМРО, ДПМН, на ДПА, на ПДП, на политички партии. Ќе кажам на политичките партии, затоа што останато буквално ништо не било сменето. И после 1991 година. И начинот на работа и следење. Линиите на работа се катастрофални. Катастрофални. Пазите се што се случува. Линија на работа македонски екстремизам и врховизам. Може ли да биде линија на работа македонски екстремизам, значи хардкор македонски национализам и негација, истовремено негација на тој хардкор македонизам? Нема теорија. Ви се верува дека линија на работа ВМРО Ванчо Михеловизам има до 2000 година? А зашто не треба да има, извинете? Појаснете ми, не сум едуциран за тоа. Значи, Зашто не треба да има? Што е врховизмот прво? Не, еве малце часови дајте, не ја разбирам. Значи, работата на линија е тенденциозна, злонамерна, со идеолошко-политички презнак, затоа што чисто ќе тргнам од тоа, што Ванчо Михајлов, како најцрна, најтемна фигура во македонската историја прогласена, иако историски, научно не е обработен од ниту еден македонски историчар. Иако старата УДБА, службата за државна безбедност, имала контрола врз секретарката на Ванчо Михајлов, почнувајќи од 1987 година, иако во документите Ванчо Михајлов е прогласен политички мртовец уште во 1958 година, и тогаш УДБА признала дека за Македонија поголема опасност представува појавата на Македонскиот национален фронт, отколку Ванчо Михајлов. Ванчо Михајловизмот како линија на работа се води до 2000 година, што е катастрофално нешто. Значи за старена методологија се апсолутно не, него злоупотреба на неговото име, неговите ставови за дневно-политички цели. Добро. Тоа веројатно некој началник кој што му застанува во времето пред 50 години. Сега да ве прашам конкретно ја вас. Значи јас бев член на комисија и тоаш бев председател во времето кога ВМРО со ДПА беа на власт. Добро, тоа значи 98 Не, 2002. 2006-2008 зборам. Значи за да дојдете до одредени, вториот пат. да дојдете во контрола на службите, треба да имате безбедносен сертификат. Ај сега вие мене објаснете ми зашто Тахир Хани не можеше да добие безбедносен сертификат од нашата УДБА од ДУБК, а да отречепи лека го доби. Се ме прашувате нешто што не е сосема погрешна адреса. Сакам да ви кажам злоупотреба на одредени термини, на одредени квази или идеологии за политички пресметки. Тахир Хани тогаш беше од ДУИ, имал, што јас знам, во младоста некои настапи кои што се косале, само дозволите, а да отречепи лека, кој се учествуваше во да речеме во војниот вакво 2001 година, ќе го има тој сертификат. Значи, знаете што сакам да кажам? Јас се обидам од сето ова да извлечеме на поука како луѓе и како општество и како држава која што треба да функционира без овие глупости што ви ги спомнувате. Може да се доврзам, ќе ми дозволите нешто? Бидејќи го спомнавте ДПА и личноста што ја споменавте. А што правиме со лидерот на ДПА? Што има досија, 3 досија има човек. Добро, и сакам да ви кажам
каде беше местото мојот пријател Мендух Тачи да ги донесе. Не се сеќавате, направи една убава представа, да не кажам циркус, со носење на материјалите во собрание на седница. Така ли? Како се во СЈО што сум. Зошто не ги донесе прво на комисија, него ги донесе и кој му ги даде? Значи, Не, кој му ги... Дозволете се. Значи, јас друго секам. Тоа е нешто што е лошо и што треба да заврши. апсолутно. Значи, вака, ако вие сега во службата примате партиски војници, значи вие се буните за нешто што го правиле стариот систем и со право се буните. Не само стариот, значи од 91 наваму. Еве јас викам од 91 до 2000 до 98 до доаѓање на ВМРО, нели, на власт, дозволете само. Значи еве ги ставаме и тие дека се тие лошите момци. Значи ние ги критикуваме лошите момци дека лошо работеле. Зошто вие кога доаѓате на власт? Прво ги злоупотребувате ресурсите на војната служба, па слушате, па вашиот министар тогаш 2000 година, 2001-2002 година, господинот Бошковски ви стега кривична пријава која што Сега кога велите ваш, ајде молам. Не зборам за вас, се извинувам, не зборам за вас, него зборам се за добрите момци што доаѓаат. Значи го повторуваат истото 2006 до 2016. И се на крај повторно го поставам прашањето. Ако се било чисто како што кажува, зошто Гордана Јанкуловска после 9 години успешно министрување, борба против криминал, против се и тогашниот директор на УБК си поднесува оставка? Мене не ми е јасно. Дали ме разбирате? Како вие ќе ми објасните дека однесено оружје во караулата во Гошинци ќе дошли има 5 човека, па тоа истото оружје се наоѓа во рацете. Значи, малце да ја прошириме работата. Значи, апропо ова. Оружјето кога го спомнавте, на која граница беа фатени 5 камиони со шверц оружје? Која? На која? Уште Не, на која? на македонско-бугарска извезуваат оружје без царина, без декларација. Не, и се да ве прашам. И се кој го прави? Јас и ти сигурно не го правиме тоа. Само да ви кажам. Се сеќавате која година е тоа? Па отприлика да. А? Отприлика да. Сеќавате 2006 декември месец. Отприлика да. Знаете која е служба тогаш, кој е директор на службата? Дали знаете за кај беше тоа оружје? Дали знаете за кај тоа беше? Не ме не интересира, ниту сум сакал. Дали има разрешница за тоа, се сеќавате? Не. Нема. Нема. А зашто нема? И други небулози има. А зашто нема? А други небулози што има Тоа е внатре. конструкција на војното разузнавање од луѓето што поминаа во цивилното и одработија на агенда сакајќи да го оцрнат. Ајде не ви кажам, значи не сакам да навлегам во работи кои што друго ми е поинтата, само дозволете. Јас сакам да службата се работи својата работа, бидејќи јас ги плаќам и вие. Јас сакам да пратениците кои што се во парламентот добијат целосна можност да ја контролираат службата. Бидејќи не можат и не знаат. И јас не знам, да не се правиме се могучи. Постојат системи кои што викаат вака. Ќе земете експерти кои што ги назначи кралот под барање президиумот. Ќе земете генерален инспектор во Австралија, кој што е назначен од кралицата по договор на премиерот и лидерот на опозицијата. Или многу во хрватскиот модел. Имате Савет за контролу на безбедносни служби у кршење права граѓана, за граѓаните, кој што исто има 7 члена. Експерти кои што се едуцирани. Знаете што? Со сиот почит на сите партеници 123 колку се. Колку сакаат да учат. Ова е специфична материја. Специфична, значи, апсолутно. Таму професори по информатика Те возат сув преку вода, натаму давамо. Да гледаме. Значи, ние мора да изградиме систем на вредност. Значи, знаете што во Америка? Систем на Во заштита. патија, во Америка... Во контекст на колку е нашиот безбедносен систем имун на странски влијани? Како колку е имуно? Дали ако имате и шефови на служби кои што работат за странски служби, онда не ме прашувате колку е. Дефинитивно. Знаете што? Значи, по 11 септември 2001 година, светот се менува глобално. Значи, од потребата за заштита или од глобалниот тероризам, од асиметрични закани, нашата служба, сакали не, станува дел од една голема служба, со тоа што јас сум присталица да таа наша служба си ја сочува нашата независност. Јас може како шеф на служба или како служба да работам со секој, ама заеднички штитејќи ги нашите интереси. Национални интереси. А ја да работам за некого на своја штета, тоа не може да се. Значи, разликата која е? Знаете што се случува? Хилари Клинтон ќе биде едниот председател во Америка. Јас сакам, например, може вие навијате за Трамп, не е битно. Хилари Клинтон, државен секретар, сенатор, значи една од најмокните политички фигури, да речеме, во задните 20-30 години, мораше да се појави пред Сенатскиот комитет за истраги, да одговори на одредени прашања кои што беа поставени. Да не се појави пак? Може да се... Асанж не ја видеше, ама функционира системот, тоа го кажам. Значи, не можете вие шефот на службата да биде Дон Вито Корлеоне да нема намера да се појави. Не е дека мене ми смета далеко од тоа. Значи ние таму има ќе затвориме седницата за јавност ако смета дека нешто. Знаете што, во носењето на буџетот, тоа што набавката на средствата е супер. И јас прашувам за тоа. Меѓутоа знаете што,
се пишува набавка на средства за следење на комуникација. И јас ќе искочам како министр, да, затоа што сме ние дел од меѓународна коалиција и сакаме да слушаме непријателите на нашата земја. А не вие мене да ми го пратнувате како станат услуги. Во Сенатот во Америка, во буџетот. Сепак е работа на заштита. Значи, знаете што? Не. Значи, Контрола и сегде во светот, кога се трошат буџетските пари, значи службите работат на два принципа. Буџетски пари и пари што ги обезбедуваат на некои начини на кои што не сегам да зборам и кои за мене не се коректни. Оној момент кога трошите буџетски пари, вие морате до цент, до банка, до денара да дајете за што ги трошите. Значи набавка на софистицирана опрема за потреба за безбедност на граѓани. Се друго два е, ако таа опрема ја користите да си ги слушате вашите граѓани. Тука е гревот. Тука е гревот. И тука апсолутно се слагаме и инсистирам и на СЈО да му се даде можност и да се направи посебен суд, затоа што, видете, прислушкувањето не е од сега. Не е од сега. Седете дома да разговарате со собата, не ќе ве слуша. Тоа е национален спорт, така со кого разговарате значи, за КЕЦ-2. Приоритетна задача треба на специјалното јавно обвинителство да биде тоа. Апсолутно. Приоритетна задача. Апсолутно. Затоа што човековите права и слободи не можат во ниту еден момент да бидат доведени во прашање после 25 години плурализм. Се сеќавате кога зборуваме за плурализам, знаете, некој ќе рече, знаете, им се може. Големите демократски системи, нема да мислите дека таму нема корупција. Се слагаш се пред. Има и прислушкување, се. Тоа е приказка за мали деца, нема идеално. Меѓутоа системот е таму друг. Ако те фатат, крај на програмата, нема љутиш. Значи ти си, да, има презумција на невиност, се додека не те фати си невин. Оној момент кога ќе те фати, кога се докаже, заврши тоа приказка. Имаше еден конкретен пример, не знам дали се сеќавате со тој Роб Благоевич, што беше сенаторот, нели? Што го фатиоме, го сменија, го затворија. Јас сакам да видам пример на Република Македонија што направил криминал. Да се докаже и да иде затвор. Меѓутоа не сакам да гледам дека јавниот обвинител кој што го плаќа го штити. Или утре специјално јавниот обвинител го штити Предраг Килиевски. Значи генерално зборам како граѓани. Како лидер на опозиција што неовластено користи и злоупотребува. Значи ја вака викам. Зоран Заев прислушкувани материјали. Апсолутно. Значи ние теки гледаме прислушкувани материјали што ги има власта кој што не може да ги извади. Таму е перверзија. Види, ние мора да извади. Оптимисти ли сте дека СЈО ќе исполни приоритетната, примерната своја задача? Како во однос на тоа дали и кој прислушувал од државните служби, за кои цели, како и оние разговори кои што од сите страни се појавуваат, дали на интернет, дали Заев ги имал, некој му ги дал, кој му ги дал, дали странски служби, дали домашните служби прислушувале, па на Заев му ги дале добронамерни луѓе и слично. Дали тоа ќе го долови? Гледа се каква перверзија се случува. Во буквална смисла на зборот перверзија. Се објавуваат 16 тома документи од 45-та до 2001 година, 2000-2001. И тоа предизвикува повеќе револт, внимание, отколку објавувањето на овие сега прислушкувани материјали. Може да весте зашто? Не знам, според вас. Зашто според вас? Не може нешто што е актуелно, што продолжува со исти средства и методи и начини на користење. Проширено и надградено. Тоа вие го велите. Заради технологијата зборам. Технологијата, рековме, двајцата се согласивме да може да ја има, така? Само да биде користена и под контрола. И да не е купена како расходована и да е плаќена за неа 30.000 евра за држава. Тоа специјалното ќе си каже, обвинителство, што стварно, бидејќи стварно немам увид, ниту сум ги слушал тие снимки, ниту ме интересирале, да биде проблем објавување на документи стари 40, 50, 70 години. Ние со нив немаме расчистено уште, кај што е пишана национална македонска историја, и сега се обременуваме со друго, ново, од 2015. И сега, кога ќе ги видите, прво беше терминот на прислушкување 2008-2012, па сега 2008-2015 излегува. Прво беа 20.000, па 100.000, сега ајде, штази ќе го правиме, ќе правиме службата за Следното е над милион. Со прислушкување над милион луѓе. Како ги се чувствувате вие ако ви викнат да идете си ги подигнете материјалите што ве слушале? Јас сакам да го тужам лидерот на опозицијата затоа што не сум му дозволил да каже дека јас сум слушан. Јас знам дека сум слушан. Значи не сакам. Јас не отидов да си ги дигнам документите. Меѓутоа една работа која што се ја ви постави прашање и ми одговори.
Зошто предизвикат? Зошто токму сега искачаат овие 10 томови? Зашто не искочија 2006 пример, кажем, или не искочат после? Ајде да се заврши ова, па нека биде 11, 12, 13 том кај што ќе биде и ова што сега е проблем, нели? И ова е дел од нашата историја за 10-15 години. Зошто да брзаме сега? Или сега се кодифицирале, тај во дневна политичка сфера ќе ги извадиме. Зошто за Павле Трајанов, дозволете, зашто за Павле Трајанов додека беше дел од владеачката коалиција не беше извадено ова? Кое? Дека бил следен кога бил министер. Да, дека следал он дека бил министер. Само дозволете. Значи, зошто не било извадено? И зошто тој исти кој што ги следал 2006 го ставаат во нивната коалиција и представува дел од ВМРО-вската компонента која што брои 500, односно со децата 800.000 членови. Значи сега дел од таа компонента не е Фија Цановски, кој што им сврти грб. Не е Рамковски, кој што им сврти грб. Не е Павле Трајанов, кој што им сврти грб. Не е Лиле Поповска и сите тие се веќе непријатели и сега се вадат слушани дека правеле дека. Зошто се ќутеше дека тие биле такви како што биле во претходниот период, се додека не ја свртеа страницата? Значи ли тоа дека утре ако Амди Бајрам, само дозволете, не сакам да идам политички. Знаете што, колку год да сакате, колку год да сакате, апропо тоа, колку год да сакате да ме вратите, се слагам со вас, во чисто професионалниот дел, не ни оставаат простор, јас се слагам со вас. Значи зошто мене како експерт, кој што ете бил на школување, дај да го направиме законот за контрола на следење на електронските комуникации, да ги спасиме колегите партеници таму. Затоа што дефинитивно се не може да и да сакат. Значи, кога велите ова, јас сум во дилема дали воопшто било кои пратеници ќе бидат во можност да работат на контрола на тајните. Има системи сега директно не му треба дали оператор. некој ќе го дозволи тоа, дали ќе биде Не, затоа спомна политички. Знаете, во мојот која што не треба да постои воопшто. Кај нас постои во континуитет со години. Значи јас имам Воопшто не сме да постои таа контрола дилема. на безбедносните системи споредбени. Затоа отприлика може да зборам за тоа, со посебен отврт во Република Македонија. И имам анализа направена, кои што се и политичари и професионалци, па професионалци кои станале политичари, станале експерти, значи мешано. Сите тие викаат дека нема или има делумна, оно кој што сме да се пушти, и она што фали во целата приказка, решението, Илјашов што кажа. Политичката волја. Знаете, многу е лесно кога ви од позиција на шеф на служба или министер или лидер на политичка партија, како го да сакате. Можеби господинот Мијалков не знал, можеби Бартуче да слушал. Сега не ме сватите погрешно. Можеби сега се оградувам да не бидам сега погрешно сватен. Значи знаете кога се знаете што вашиот противник политички размислува, луѓето што играат на берза, акциите на има многу моменти таму што ќе искочат. Ви го знаете. Тоа ми е многу добро познато. Ја не сакам да се враќам на политичките, него ја ве прашувам сега. Значи ли тоа дека утре ако Амди Бајрам свати дека сгрешил, па се преквалификува во другиот табор, така речено. Дали за него нема да извадат нешто? Дека он ќе биде од тие што ги влечеле за уши ги терале на гласање. Не сваќате што да кажам. Гледате сега што се случи. За процесот на илустрација пак ќе се навратам, бидејќи добар дел од животот последниве години го посветив на тоа. Не сакајќи. Што се случува? Носењето на законот за илустрација во собранието со општ политички консенсус не значеше само потреба од донесување на тој закон, туку пред се оценка политичка, општествено-политичка оценка дека во периодот после 91 година и настапувањето на плурализмот во Македонија немало изградено функционална демократија, немало изградени институции подготвени да ја бранат демократијата сама по себе. И кој стана во Македонија против таа општествено-политичка оценка? Кога се носеше законот или после тоа? Не после тоа. Невладиниот сектор, кој никогаш и никаде во ниедна држава на светов не може да биде задоволен од степенот на развој и заштита на човекови права и слободи. Што е тука спорно? Како што е спорно? Не, горет. Што е тука? Како што е спорно? Невладиниот сектор има поинаква оценка од општествено-политичкиот консензус постигнат. Да, ама граѓаните се тука како коректив. Тие се сметат за... Види, ај се вака да се направи специјално јавно обвинителство. Добро. Со консензус од четирите политички партии. Добро. Па зошто Тодор Петров ме малтретира мене со овој иницијативи пред Уставен суд? Истото прашање ви го поставам сега.
Значи секогаш постојат, мора да има секогаш коректив. постои. Јас се сложам. Не беше тоа. Не, они мислат дека се коректив, ја не викам дека... Јас тврдам дека не биле коректив. Напротив, биле против. Зошто биле против? Сега, зошто? Затоа што документите, Ај, вака, фактите зашто покажуваат дека Значи, добар дел од тој невладин сектор во почетокот збора, во формирањето биле личностите многу блиски или дел од соработниците и тише. соработниците од тајната полиција. Дел од нив ги илустриравте? Да. Не им се допадна. Ај се вака. Консензус имаше, јас гласав и пак ќе гласам. Се што е во интерес на оваа Република Македонија, мене како граѓанин ќе гласам. Зошто не се илустрираше тој што потпише да се следат во Дубло? Прв. За да можете вие да кажете, значи ја вака викам, ако дојдам опозиција утре да бидам носител нека власт, и ако некој од моето семејство прави криминал или мој пријател близок и ваш, да прави криминал, само дозволите. Прво него ќе го санкционирам, за да им докажам на другите дека мојата приказка е искрена, а не е политички мотивирана. Јас со ова се сложам во делот на вашите заложби и размислувања, ама делот луѓето што ја креираат лустрацијата како процес, не ми изгледаат сосема искрено. Дали ме разбирате? Значи, илустрирате неколку починати началници или шефови на служба, илустрирате неколку новинари. Ја не видов од оваа врхушка, кој што сега е на власт, или што била, а ги има доста. Сега како да илустрираме без документи? А кај се документите? Гледайте Кај сега. се документите? А ако ви донесам Значи, до документи, 2006, ако некој ви донесе значи, документи за нив, дај Боже да донесат. Дај Боже, донесоа нели тие дворските досија, па кога ги побара оригиналите, се покажа дека не биле оригинали. значи јас сметам дека овој циркус, овие 10 тома е не случајно отворен за да се трне дел од она што се случува. Не, Да, мој лично Спомни ваше илустрирањето мислење. на починатите лица. Не, видите сега да не правиме циркози, починатите лица, процесот на илустрација е процес за расчистување со минатото. Еве јас ви спомнав една минато еден подпис, вие не ми одговарате за тој подпис. Значи, јас можам да ви одговорам. Апсолутно можам да ви одговорам. И ви кажав во што е разликата. Разликата е во тоа Само што ќе ми нема дозволите. ниту еден надвршно трговски представник што пред 90-та година отишол надвор Република Македонија да не отишол да потпише таму Ама кај што нема ни потпишал. амбасадор, нема ни дописник. И значи ние нема да сме имале систем луѓе. Ама дај Само е Боже прашање да кои ги што има прават, се сложат. документите, дај Боже да ги има документите. А јас ви тврдам дека наспроти сето уништување, наспроти сето чистење, секогаш за секого постои траг. Апсолутно, сложно. Секогаш за секого постои траг. Друго ми беше поентата, ако ми дозволите на кратко. Кога го спомнувате човекот за Дувло, што правиме со луѓе кои, еве, например, господин Отандов, неодамна тврдеше дека во акцијата Албанска паравојска, тајната полиција македонска наседнала на провокациите на српската тајна полиција. Истото тоа вие го велите и за камионите фатени со оружје на границата македонско-бугарска. Само не е српска, наша служба. Да, нашата служба беше... За пресметка внатре, Да. во рамките на Да. внатрешно политички цели. Значи, тие работи ќе бидат прашање што е постаро, кокошка или јајце. И ќе се отворат, така? И, Како? ама не може да никогаш да бидат затворени. Затоа велам дека е најцелисходно воспоставување на цврста цивилна контрола во сето. Како да го направиме работење тоа? Си има политичари платени кои си имаат плата Ама за тие не тоа. сакаат. Сега тогаш ќе се вртиме постојано во круг. Еве, шефот на службата не дозволува. Задржете мислата, одиме со вториот блок реклами, одиме со завршните поенти. Сакам малку да продискутираме и околу на што денеска се може да биде предмет на следење на комуникација од телефон, компјутер, скајп комуникација и слично. Останете со нас, се враќаме по уште една куса пауза. Почитувани, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Рахич, застанавме кај вас, сакавте да реплицирате нешто во однос на Димитровски или да преминеме на оние завршни поенти?
Сакав да ве прашам, што денеска може се да биде според вас предмет на следење на комуникација, компјутер, смартфон, комуникација, следење од овој аспект што го збориме сега во контекст на чадори и слични муабети, или пак збориме за поинаков начин на работа на служба? Значи, ја не сум експерт, меѓутоа, чисто од љубопитство, нели, кога зборувате нешто, треба да праша да знаете зашто зборувате. Мислам дека денеска више ништо не е тајно, како го измислија Facebook, интернет, тие работи више се знае, се слуша, не сакајки или сакајки. Значи, дел од опремата што беше предмет пред 10 дена, или во случајот Финзи, фирмата што беше, е токму таква опрема да може да ви се уштекаат у телефонот, без потреба од операторите. Значи, ние дефинитивно стануваме глобално село каде што се знае. Како тоа системите прават да се заштитат, ја мислам да секојаш, бидејќи тоа е основа на работа на војната индустрија, на тој сектор кој што фактички движечка. Низ историјата војно-индустријскиот комплекс е движечка сила, барајќи нови алатки, што ја знам, и они се секојаш пред тоа. Дури и големите системи, ако се гледа и како што се Соединените американски држави, Германија, Русија, не се имуни отпорни на пробивање на системот, па се ева нели Асанж, па Сноуден, па пак ќе се јави во Русија. Сега има. Така да во тој дел ја мислам дека ние треба да бидеме реални. Ние сме мала држава со скромни ресурси, затоа мене ме нервирало да се трошат енормно големи пари и да таа опрема се троши на мен. Знаете, па да купите таква опрема толку скапа, па да одржавате, а после 3 или 2-3 години да ја отпишете како расходована. Значи, што сте купили? Сте прекажали... Споменавме за што се купува, за своите или за надвор? Па тоа испага дека се купувало за нашите. Затоа што кога сте пријателска служба на големите служби, имате и донации. Иако беше обичај се сеќавате прво да се покаже како донација, па испадна дека таа е платена и дека некој се омрасил во тоа, и тоа останува на истражните органи. Да се вратиме назад на едно прашање кое што мислам дека заслужува и дека се врти околу. Ще кусу имаме време за може Значи, за јас ви завршни кажам завршната поента, ќе кажам најкнудо, кога ќе каже другот господинот или мојот пријател. Значи, СЈО се соочува и ќе се соочува со проблеми. Системот е така форматиран да многу тешко креди. Меѓутоа, јас сум оптимиста затоа што имајќи го романското искуство, имајќи го чешкото, сите тие што се огреши од државата, секојдневно одговарате за това. Така да имаме примери на премиери, градоначалници, пратеници, кои што се ради нивната работа затворени. И јас сум без оглед на црнилата што ни се надвиснати, нели, и сега имаше облачно време кога доаѓавме па излезе сонцето. Јас се надам дека за Македонија и за македонските граѓани на крај ќе искочи сонцето. Сметам дека ова работа ќе се заврши. Треба час поскоро да има избори, ако не сум сигурен дека ќе има, да се направи нова власт, ново парламентарно мнозинство кој што ќе работи на носење на одредени закони кои што ќе регулираат ова проблематика. Иако не сум сигурен дека таа следна власт, може да би некоја друга после неа, ќе има доволно капацитет да направи демократски институции. Не дека тие институции нема да бидат повторно изиграни во некои сегменти, меѓутоа одговорноста на тој што го изиграл системот, што влегол од системот, ми влагал во мојата спална соба, во мојата детска соба, на мојата фамилија, на неговата, ќе треба да биде санкциониран. Дали е тоа нашиот шеф, дали е тоа некој друг шеф, граѓаните се должни, органите се должни, а граѓаните мора да дознаат вистината. Ако јавното обвинителство не се вршила работа, ќе има специјално јавно обвинителство. Ако судот не се врши, ќе има специјален суд кој што ќе утврди, како што беше специјалниот суд во Хаг. Така да ја мислам дека, што би рекол премиерот, вистината и правдата е спора, врти, на крај ќе искочи. Предраг, ќе успели СЈО да ни одговори на сите дилеми кои што ни се наметна изминатиот период и дали изборите пак ќе бидат излез од целата криза, меѓутоа пак во овој дел ќе останеме на исто? Па сега не знам, јас мислам, реков, мислам дека основна приоритетна задача на основното на специјалното јавно обвинителство треба да биде разоткривање на тоа кој, кога и за кои цели прислушкува. Значи, без тоа не ја исполнува целта самото нејзино формирање и функционирање. На страна сите обвиненија со индиции за криминал сторен кои што Тие се произлегуваат. само индиции. Тие се производ на слушањето. Тие се производ на слушањето, кои може да бидат само иницијална каписла за преземање на соодветни мерки, чекори мерки од обвинителството и другите истражни органи, па тоа се да помине низ судски инстанции и така натаму. Меѓутоа, без докажување на тоа, разоткривање на тоа кој, зошто и кога прислушкувал, секое друго прашање без оглед на криминалите кои што можат како индиции да се насетат во прислушкуваните разговори,
ќе бидат на сметка на човековите права и слободи. И треба ли да имаме јасна слика за тоа зашто се има прислушувани разговори во СЈО? Имате ли перцепција дека се оди само еднонасочно или не, имајќи предвид дека ги предава лидер на опозиција, во најголем дел се разговори водени од актуелни функционери на оваа власт, иако Заев вели, јас сум прислушуван, има таму и мои разговори. Дали мислите дека се води работа еднонасочно, дали се ствара таква перцепција со оглед на првиве обвиненија на СЈО или пак не? Јас сум сигурен дека има за сите. Па и за Заев, и за дружината. И сум сигурен дека тоа ќе искочи на крајот. И сите што се огрешили од законот ќе одговараат за тоа во рамките на тоа што се огрешиле. Значи, јас не случајно спомнам и кажувам дека СЈО ќе си ја заврши работата. Покрај сите обструкции. Тоа треба да се екипира и човечки, и дали ќе биде катица утре, дали ќе биде предраг, градиме резат, таа институција ќе функционира и ќе профункционира и ќе мора да биде дел од правниот систем во Република Македонија само затоа Но остануваат уште 6 месеци за обвинение. Не се продолжи. Денеска ви доаѓа ковид, ви доаѓаат сите и кажуваат дека мора дека ќе треба да се продолжи работењето на специјалната организација. Значи, знаете што, едноставно ако вашиот матичен лекар, кога сте болни, не ви дава тие медикаменти и лечењето кај него не проаѓа, вие ќе си барате нов матичен лекар. Затоа сметам дека и сакам да бидам оптимиста, дека ова ќе се заврши. Јас сум го рекол и овде и пак ќе повторам. Има добра и лоша вест за граѓаните. Добрата е што ова се малце политички извинува. Оваа власт ќе си замине, криминалците од оваа власт ќе одговараат, а лошата е што тоа малце ќе потрае. И она што го реков, не сум сигурен дека со резултатите од следните избори и тоа што ќе се случи после следните избори ќе дојде 100% на расчистување. Али во текот на наредните години јас ви гарантирам дека се ќе излезе на чистина. Предраг, што од вас завршна поента и завршува. Добро, Ептен, политичка ви беше поентава на крајот. Јас да работев кај у истата институција, ќе се видов во рамките на тоа што го работам дека јас имам слободата. Ајде сега јас да парирам чисто политички. Која во исти джемпери. Чисто политички. Велам дека специјалното јавно обвинителство мора прво да покаже кој го вршил, кој ја злоупотребувал, кој го извршил прислушкувањето, кога и за кои цели. Службата. Тоа вие го велите. Да, тврдам. Без тоа се друго паѓа во вода. Се друго паѓа во вода. Сега, јас тврдам, наспроти вас, дека не очекувам промена на власт. Не рекоа дека очекувам. Не ви рекувате на оваа власт ќе си оди. Луѓето што се во власт, корумпираните луѓе во оваа власт. Од корумпирани до власт има вътрешна разлика. Меѓутоа, според мене владеачката партија треба да се исчисти од сите тие личности што се споменуваат во негативен контекст во прислушкуваните разговори. Незината апсорбциона моќ од кадровски аспект до сега потврдува дека за тоа има кадар, има кадар и потенцијал, и специјалното јавно обвинителство во тие 18 месеци предвидени за незино функционирање, односно поднесување на обвиненија, треба да даде одговор на сите овие. Пред се на оваа главна дилема. Значи се сложи дека СЈО ќе илустрира политичката состојба во Република Македонија? Не знам. Јас да велам, дај Боже да како граѓани на оваа држава да дознаеме кој, кога и зошто ги кршил човековите права и слободи. Службата рековте и 90 пред 90. Ви благодарам и на двајцата што одвоивте време и што бевте дел од дебатата на телевизија Нова. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте.